Човек, трчајки, бегаше од службеникот. Беше прогонуван од него. Како што трчаше, дојде до едно замрзнато езеро. Беше доцна, зима. Мразот почна да се распаѓа. Трепереше и пукаше под неговите чекори. Но тој стигна до брегот безбедно. Службеникот кој го гонеше немаше толку успех. Мразот попушти под него и тој потона во езерото. Викајќи силно за помош. Немаше никој да го чуе, освен бегалецот кој го ловеше. Гонетиот се врати, го премина трпеливиот мраз и по опасна животност му ја подаде раката на својот непријател и го спаси од сигурна смрт. Службеникот сакаше да избегне одговорноста и не кеше да го предаде својот спасител, но му беше наредено да го уапси. На 16 мај гонетиот беше изгорен до смрт под долготрајни маки и мачења. Денес продолжуваме со славната тема на Божјата љубов. И навистина каква тема е, каква славна тема е да се разговара за Божјата љубов. Ја уште еднаш ќе го прочитам стихот, Ефесјаните 2:4, вика, но Бог, кој е богат со милост, поради својата голема љубов, со која не возлюби. Претходниот пат разговаравме за Божјата милост. Кажавме дека Божјата милост е таа која прави целата разлика. Божјата милост е таа која го менува, ја менува ова состојба, ова тажна, декадентна, падната, грешна состојба на човекот. И го спасува. Овде гледаме во овој дел од стихот дека Божјата милост пак е активирана или е движена од Божјата љубов. Бог се сожалува на грешници кога гледа бедни, слаби, мизерни грешници, се сожалува поради неговата милост, а тоа се случува бидејќи има љубов, бидејќи е полн со љубов, бидејќи неговата суштина е љубов. И гледаме овде дистинкција помеѓу милост и љубов. После во следниот стих Павле ќе ја спомне Божјата благодат. Павле вика, Божјата љубов е голема, со која не возлюби. Полен агапен се користи терминот. Голема љубов, масивна љубов, обилна љубов. Љубов која нема граници, нема бариери, нема лимити. Во Ефесјаните 3, 18 и 19, Павле пишува за 4-димензионалната љубов на Бог. Збори за широчината, за должината, за длабочината, за висината на Божјата љубов. Оваа љубов го надминува секое знаење. Е голема, е енормна, е бескрајна. За љубов се користи терминот агапе, која е највисоката или најврвната, највеличествената категорија или форма на љубов, што може да се замисли. Бог има голема љубов и со таа љубов, стихот ни вели, не возлюби нас. Таа љубов ја прелија или не посипа нас. Беше излеана над нас. Бог љуби бидејќи е љубов. Тоа го гледаме во 1 Јован 4, 8 и 16. Бог е љубов и љубовта е неговиот есенционален или суштински атрибут. И оваа љубов на Бог ни е дадена и е канализирана само во Христос. Христос е именуван како возлюбениот во Ефесјаните 1:6. Христос ја покажа љубовта Божја, ја демонстрираше сите да ја видат на човекот. Во Римјаните 5, од 5 до 8, тоа се опишува. И Христос е тој што ни покажа што значи да се љуби. Христос е тој што ни кажа, ни покажа, ни демонстрираше што е вистинска љубов. Што значи да се љуби. Ако Христос не дојдеше,
немаше да познаеме вистинска љубов. Џон Рос Макдаф пишува, отворен цитат: Бог толку го возлюби светот, што го даде својот единствен син. Што? Што за еден изгубен и уништен свет? Принцот на животот треба да го напушти својот престол на славата, да отпатува во долина на солзи и да умре со срамна смрт на горчливото дрво. Љубов неискажлива, неопислива. Бесконечно величество се соочува со бесконечна слабост. Големото сонце на небото, изворот на несоздадена светлина, помина низ затемнување на темнина и крв, заради свеќе што трепери во ништожност, во споредба со своите големи зраци. Затворен цитат. Чи денес ќе разговараме за Божјата љубов и ќе видиме 4 елементи за таа. Првиот елемент ќе биде дефиниција, вториот основа, третиот природа и ќе завршиме со карактеристики. Значи, дефиниција, основа, природа и карактеристики ќе бидат 4 елементи кои ќе ги разгледаме денес. Ќе завршиме со сумација и со примена. Да почнеме со дефиниција. Дефиниција на љубовта. Кога го разгледуваме човекот и сите негови движења, сите негови пориви, сите негови напори, сите негови активности, гледаме дека љубовта е фундаментална, е суштинска за неговото битие. Во целиот негов творечки потенцијал, се што човекот направил до сега, сите песни, музички композиции, слики, скулптури, поезија, представи, филмови, книги, писма и записи, тоа што се опишува е многу често човечката љубов. Во истражување издадено во 2018 година во Психологија на музиката, рецензирано академско списание, се анализирало 1040 песни во топ 40 песни во САД од 1960 до 2010 година и дури 71% од сите песни биле на тематика поврзани со љубов. Например, кое е клучно и доминантно место во литературата на човекот ја имаат љубовните стории на Ромео и Јулија од Вилијам Шекспир, или Антони и Клеопатра, Хелоиза и Абелар, или па Ана Каренина и Вронски. Толстој ја утврдува суштинската природа на љубовта во Ана Каренина. И преку Вронски пишува за оваа љубов, како другите луѓе не можат да ја разберат. Иако е во грев, Вронски го вика следново, отворен цитат. Вика, тие немаат поим што е среќа, мисли на другите луѓе, тие не знаат дека без нашата љубов за нас ниту среќа, ниту несреќа има. Воопшто нема живот. Затворен цитат. Чи Толстој вика, без љубов нема среќа, без љубов нема живот. На евангелизација кога одиме, често се среќаваме со студенти и ги прашуваме зошто живееш? Која е твојата причина на живот? Зошто си овде на факултет? Зошто стануваш секое утро? Ги правиш работите што ги правиш? Што те движи? И многу често студентите викаат, па да имам фамилија и да имам деца. Тоа значи да имам партнер кој ќе го љубам, или партнерка, и со него да основам фамилија и деца. Тоа значи живеам за да имам љубов, живеам за да најдам љубов, живеам за да вкусам љубов. И сега прашањето е дали може се во човекот и сите негови творечки дејства, активности да се сведат или да се сумираат на љубов. Дали може се да се сведе на љубовта? Дали може сите негови активности
и движења, и мисли, и зборови, и дејства, и дела, да се резултат на љубов. Дали може да кажеме дека сите песни, сите филмови, целата поезија, сите книги, сите представи, сите уметнички, музички дела, сите иновации, целата технологија, се што човекот направил, замислил и ќе направи, да се сведе на љубов. Да е резултат на љубов. Јас мислам дека може да кажеме да на тоа прашање. Мислам дека може да кажеме дека се со човекот и поврзано со него може да се сведе на љубовта. Со една реченица, тоа што го движи светот е љубов. Дали е тоа љубов кон нешто, љубов кон некој или некоја, љубов кон себе, љубов кон гревот, љубов кон ближниот или па љубов кон Бог. Дали е тоа вистинска или лажна љубов, правилна или деформирана љубов, срекна или несрекна љубов, љубовта е основниот и движечкиот принцип кај човекот. Но прашањето е, што е љубов? Која е дефиницијата на љубов? Дали некогаш си се прашал тоа прашање? Што е љубов? Некои дефинираат љубов како чувство, како емоција, како внатрешен порив, како надворешна привлечност, како почит. Но дали љубовта е нешто многу повеќе од тоа? Ерик Фром, германски социолог или психолог, го има кажано следното, отворен цитат. Инфантилната љубов го следи принципот те сакам зошто ме сакаш. Незрелата љубов вели те сакам зошто ми требаш. Зрелата љубов вели ми требаш затоа те сакам. Затворен цитат. Значи, се додека имам корист од тебе, ќе те сакам. Кога ќе престанам да имам корист, кога нема да можам да добијам нешто од тебе, нема веќе да те сакам. Се додека ти ме сакаш, и јас ќе те сакам, но кога ти ќе престанеш да ме сакаш, ја ќе престанам. Те наспроти ќе те мразам. Дали љубовта е себична? Дали љубовта е користолюбива? Дали вистинската љубов е себе центрична? Во времето на Новиот Завет може да издвоиме 4 видови на љубов. Првата е филија. Тоа е пријателска или другарска љубов. Втората е сторге. Овде се работи за семејна љубов, љубов во фамилија, љубов помеѓу родители и деца, љубов помеѓу браќа и сестри. Третата категорија на љубов е ерос, ова е романтична или страстна љубов. И четвртата е агапе. И ова е формата која Павле користи овдека. Ова е божествената љубов. Ова е највеличествената, најврвната, најголемата, највисоката форма на љубов. И за да дефинираме љубов, најдобро е да видиме Библијата. Библијата ни го дефинира што е љубов и која е Божјата љубов. И тоа се дефинира преку Божји дејства, преку акции, што Бог прави. Во Јован 3:16 познатиот стих кажува дека Бог толку многу го возлюби светот, што го даде својот единствен син. Што направи Бог? Бог даде. Го даде својото највредно, најдрагоцено. И тоа го даде пожртвувано. Павле вика во Римјаните 5:8, Бог ја докажа или ја покажа својата љубов кон нас во тоа што Христос умра за нас, уште додека бевме грешни. Значи, уште додека бевме грешни, уште додека бевме Божји непријатели, уште додека ги кршевме Божјите заповеди, Христос дојде и умре. Немаше услов кој можевме да го исполниме. Веќе бевме мртви. Веќе бевме грешни. 1 Јован 4:9
пишува Божјата љубов кон нас се покажа во тоа што Бог го испрати својот единствен син, за да живееме преку него. Че од овие стихови може да дефинираме Божја љубов и гледаме дека таа е пожртвувана, дека таа е несебична и безусловна. Божјата љубов дава, е дарежлива и во своето давање, во својата несебичност, секогаш го бара највисокото добро за другиот. Божјата љубов е несебична, не го бара своето. Е првенствено одлука да се жртвува, одлука доди до крај. Не парцијално, не да застане на пола, туку доди до крај. Да се жртвува. И Божјата љубов е спротиставена целосно со себичната страст. Себичната страст воопшто не е љубов. Еден има кажано за себичната страст, отворен цитат: страста е желба за сол на човек кој умира од жет. Значи, себичната страст создава уште поголема желба, уште поголеми нагони во човекот и го носи во смрт. Себичната страст убива, но Божјата љубов, вистинската љубов, носи живот, оживува. Еден пишува и вика што е љубов. Љубовта е тишина кога твоите зборови би болеле, трпеливост кога твојот сосет е остар, глувост кога скандалот тлее, внимателност за тугите маки, брзина кога строгата должност повикува, храброст кога се случува несреќа. Затворен цитат. Значи, во овој прв елемент гледаме дека Божјата љубов, или може да дефинираме Божјата љубов, како активност, како одлука, која несебично дава и секогаш го бара најдоброто за другиот. Значи, не се бара себе си, туку себе си се жртвува за доброто, за најдоброто на другиот. Пожртвувано. До крај. Вториот елемент е основа на љубовта, за кој ќе разговараме. И овде ќе прашаме и ќе се обидеме да дадеме одговор на прашањето зошто Бог љуби. Или која е основата на љубовта, кој е коренот, кој е суштината, кој е фонтаната од каде Божјата љубов извира. Основата на љубовта е во самата суштина на Бог. Е во самото свето тројство. Бог љуби, бидејќи е заедница на љубов. Чи секој член од тројството стои како независна личност, како бескрајна, бесконечна, вечна личност, секој член е Бог и секој член од тројството има бесконечна, бескрајна љубов во себе. Бог Таткото има бесконечна љубов, Бог Синот има бесконечна љубов и Бог Духот има бесконечна љубов. И оваа љубов во тројството се разменува. Бог Таткото го љуби Синот. Неколку стихови да видиме. Јован 3:35. Отецот го љуби Синот и се му предаде во неговата рака. Јован 5:20. Отецот го љуби Синот и му покажува се што самиот прави. Матеј 3:17. Исус се крсти, Бог Таткото се јавува и вика: овој е мојот возљубен син. Бог Синот го љуби Таткото, да видиме неколку стихови. Јован 14:37. Нека разбере светот дека го љубам Отецот, Исус вика, и како што ми заповеда Отецот, така правам. Јован 15:10. Исус вика: ако ги пазите моите заповеди, ќе останете во мојата љубов, како што јас ги запазив заповедите на мојот Отец и останувам во неговата љубов. Бог Духот е исто така љубов. Таа љубов што е во него
не има дадено нас, како верниците, за да ние преку таа љубов го љубиме и Синот, и Отецот, и Таткото. Римјаните 5:5. Надежта не прострамотува, зашто Божјата љубов е излеана во нашите срца преку Светиот Дух кој ни е даден. Че кога бесконечна љубов е насочена и е дадена кон конечно битие, како човекот, таа никогаш не може да се врати, ниту да се возврати адекватно. Но кога бесконечна љубов е насочена и е дадена кон бесконечна личност, таа може последователно да се врати и да се врати бескрајно. Сега, карактеристика на љубовта, онаа која љубовта не би можела да биде целосна, ниту па би можела да постои, е да посакуваш да бидеш многу сакан од тој што го сакаш. Љубовта не може да биде пријатна ако не е взаемна и не е возвратена. И сега љубов дадена од бесконечна личност, бара личност која ќе ја цени, ќе ја вреднува, ќе ја абсорбира и последователно врати. И тоа што може, или таа личност која може да цени, да абсорбира и да последователно врати бесконечна љубов, е бесконечна личност. Бог Таткото бесконечно го љуби Бог Синот. Бог Синот бесконечно го љуби Бог Таткото. И Бог Духот бесконечно го љуби и Синот и Таткото. Значи имаме совршена, бескрајна, бесконечна љубов која е дадена и е абсорбирана, и е вратена. Целосно, тотално, бескрајно. И ова се случува во Светото Тројство. Светото Тројство е совршена, бескрајна, бесконечна, неопислива заедница на љубов. И сите дејства, се што човекот гледа, се што ние можеме да замислиме, целата креација, видлива и невидлива, спасението на човекот, кулминацијата на се што гледаме, на целата креација, на крајот на времето, кога Исус ќе се врати, сите овие работи на Бог се демонстрација на љубов помеѓу себе. Се демонстрација на љубов во Светото Тројство. Значи, Бог Таткото од љубов кон Бог Синот избира индивидуи за себе, пред светот да постои, во минатата вечност. Тоа го видовме во Ефесијаните 1:4, дека Бог избира индивидуи за себе, пред се да постои, и овие индивидуи му ги дава на Синот како поклон од љубов. Овие персони од љубов се дадени на Синот, за да тие него го слават, тие него го издигнуваат, тие него го љубат, тие на него му се поклонуваат. После, Бог Синот од љубов кон Отецот, овие индивидуи ги спасува преку своите маки. Ги спасува од грев, ги спасува од смрт, ги спасува од ѓаволот, ги спасува од овој грешен систем и пак му ги дава на Отецот. Како спасени индивидуи, пак се дадени на Отецот, за да овие персони го слават Отецот во дух и вистина. Бог Духот ги генерира или ги спасува и вбризгува нов живот на овие индивидуи и од љубов, како негови, ги дава и на Синот и на Отецот. Значи, основата за се што се случува, за креацијата, за спасението и за кулминацијата на крајот на се, е Божјата љубов во себе. Основата на човечката љубов е Божјата љубов. Бог Таткото не љуби нас зашто го љуби Синот, првенствено. Бог Синот не љуби нас зашто го љуби Отецот, првенствено, и Бог Духот не љуби, бидејќи
го љуби и синот и таткото. Значи основата, изворот, коренот, сонцето на цела љубов е Божјата љубов во тројството. Сета љубов во човекот е светото тројство. Значи, тоа е основата на Божјата љубов. Сега ќе преминеме на третиот елемент, а тоа е природата на љубовта. Природата на љубовта. Прашањето е што ни покажува Божјата љубов за Бог. Што може да заклучиме за Него како битие? Како што добрината на Бог или Неговата милост, за која разговаравме претходниот пат, Божјата милост произлегува од Божјата добрина, и кажавме дека Божјата добрина и Божјата милост, како карактеристики, како атрибути, ни покажуваат дека Бог е плуралност во своето битие. Исто така и љубовта на Бог, внатре во себе, ни покажува дека тој е плуралност, дека тој е мултиплицитет во своето битие. Че пред да постои универзум, пред да бидат создадени ангели, пред да биде формирано се, прашањето е кого Бог љубел. Во својата природа е љубов, ако е љубов во својата природа, ќе љуби некој. Прашањето е кого љубел, немало никој друг. Никој друг, ништо друго создадено. Че ако Бог не е повеќе личности во своето битие, нема кој да љуби. А ако нема кој да љуби, не би бил љубов. Ова што ни покажува? Ова ни покажува дека Бог е љубов, тој љуби и го љубел синот пред се да постои. Значи ова ни покажува, љубовта на Бог ни покажува дека мора да има минимум двајца во своето битие. Бог мора да има минимум уште една личност кој тој ќе љуби. Љубовта на Бог ни покажува дека тој е свето тројство. Е сега, совршената љубов, врвната љубов, агапе љубовта, Божјата љубов, за која разговараме денес, е еден вид на само занемарување. Еден вид на талкање надвор од себе. Еден вид на доброволна смрт, каде што љубовникот умира за себе и за своите интереси. Совршената љубов не размислува за своите интереси, ниту пак се грижи да ги задоволи. Грижата е насочена само и единствено како да се задоволи личноста која е љубам. И колку поголема е љубовта, толку повеќе себе откажувачка и себе умирувачка ќе биде. Вистинската љубов ќе умре за себе, за да даде љубов на другиот. И што се случува? Ево подвикот на љубов, љубовникот оди до крај и умира во таа љубов и последователно добива живот од возвратената љубов на љубовникот. Значи, љубовта толку жива и турбулентна се претвара во смрт за давателот, а тој пак добива живот од љубовта назад вратена кон љубовникот. И ова го гледаме во светото тројство. Во светото тројство имаме бескрајно, бесконечно самопразнење, самодавање и бескрајно и бесконечно полнење од љубовта на другиот. И ова го гледаме во Исус. Исус во својата љубов кон Отецот оди до крај, се дотолчува до смрт од љубов кон Него. Целосно се предава. И во смртта добива живот од љубовта од Отецот. Таа љубов е возвратена од Отецот и таткото го прославува и го издигнува синот бескрајно. Над сите имиња,
над сите битја, како што видовме Ефесијаните 1, Исус е прославен од љубов незамислива. Значи, во Светото Тројство имаме бесконечни личности, бескрајни личности со неописливи капацитети, енергии на љубов, кои се даваат и примаат живот. Имаме бесконечно и бескрајно давање и бесконечно и бескрајно оживување. Вистинската љубов оди секогаш до крај. Не застанува на пола, не застанува 1/3, целосно се предава до крај. За разлика од бесконечните океани на љубов, што ги гледаме во Светото Тројство, во човекот за жал гледаме друга слика. Човекот гледаме слаби ограничувања и беди во неговата екзекуција и манифестација на љубов. Кога луѓето ги отвараат своите срца, без разлика дали е тоа пријател или партнер, една работа што се случува се чини дека тие ги губат белезите на нивната личност. Има преплет со другиот и луѓето често не се предаваат на таков краен начин, на таков целосен начин. Не се предаваат зашто има страв, има себичност, има различни несигурности, човекот не ќе да е повреден, не ќе да е изневерен. И луѓето често стојат на страна и се кријат зад бариери и ѕидови и мислат дека тие бариери и ѕидови ќе ги заштитат. И љубовта меѓу луѓето често станува мизерна, често станува проблематична, често станува исполнета со трње, со боцки, со најразлични нарушувања, кога се обидува да се исполни. Човечката љубов, за жал, е полна со трња, боцки и отрови. И прашањето е зошто? Зошто е ова вака? Зошто човекот не може да најде совршена љубов? Зошто човечката љубов не може да го задоволи човекот? Зошто многу често, скоро секогаш, завршува со мизерија, со разочарување, со болка? Хенри Скугалд го илустрира овој феномен и пишува, отворен цитат, и вика: толку желна и силна страст како љубовта не може а да не го вознемери и мачи духот, кога не наоѓа нешто да ги задоволи своите желби. Навистина, толку голема и неограничена е незината природа, што мора да биде екстремно стегната и напрегната кога е насочена кон суштество кое е под бесконечното добро. Тој не може да ја даде простор да се истегне и да искористи својата енергија и капацитет. Што е мала површинска убавина или некој мал степен на добрина, за да задоволи страст создадена од Бог, намената да го прифати бесконечното добро? Нели е чудо што љубовниците едвај дозволуваат соперник и не сакаат другите да ја одобрат нивната страст за истата личност? Затворен цитат. Значи, што ни вика Скугалд? Ни вика дека човекот е создаден во сликата на Бог и како таков има енергија и капацитети во него, во својата душа, кој човекот не може да го задоволи. Во својата потрага по исполнување, мислејќи дека човекот ќе го задоволи, ќе ги задоволи овие мориња во неговата душа за љубов, тој завршува неисполнет. И како може сенка на смртници да исполни душа која е создадена за нешто неограничено? Тоа што ќе го исполни човекот, тоа што ќе го задоволи човекот, тоа што ќе му даде живот, е само Божјата љубов. Божјата љубов е таа која он ја бара, сепак не знае. Божјата љубов е таа што ќе го исполни и ќе го оживее.
И човекот на вистина би љубел, би сакал, кога ќе го љуби Бог. На вистина би живеал, кога би се предал за Бог. Джеймс Смит вика, отворен цитат, ништо нема да ме направи среќен, освен Божјата љубов. Ништо нема да ме направи свет, освен Божјата љубов. Ништо нема да ми даде сила и енергија за должност, освен Божјата љубов. Затворен цитат. Значи, до сега разгледавме три елементи на оваа божествена љубов. Видовме дефиниција, основа, природа и сега четвртиот елемент ќе биде карактеристики на Божјата љубов. И ќе видиме две карактеристики на Божјата љубов. Првата карактеристика е Бог љубеше прв. Бог љубеше прв. Ние, по природа, човекот по природа, го мрази Бог. Да, може си создал некој идол во својата слика, во својот ум, со кој тој е удобен, но реалниот Бог, вистинскиот Бог, создателот на земјата и небото, човекот во својата декадентна, падната природа, тој го мрази. Зошто го мрази? Зошто сака сам да е Бог. Сака сам да е Бог, да живее у свој свет. И во оваа наша слепост, во оваа наша конфузија, во оваа наша делузија, во оваа наша смрт, во оваа наша мизерија, Бог дојде и не љубеше прв. Не остави, тој дотрча и продре во оваа наша мизерија. Тој дојде прв да не омекне, да не стопи и да не спаси. 1 Јован 4:19, ние го љубиме Бог, зашто тој прв не возлюби. Чарлс Спрџан кажува една анекдота и вика, слушнав за цар кој фрлел поглед на селанка од љубов. И вика, ќе беше монструозно за неа првен да го погледне царот како свој сопруг, сите би помислиле дека таа е лишена од разум, додека го стори тоа, но кога монархот ја погледнал од озгора и ја замолил да биде негова кралица, тоа е сосема друго. Спрџан вика, честопати мојата душа вели, Боже, не можам да не те сакам, но дали можам? Може ли да се дозволи на ова моje сиромашно срце да ја испрати својата љубов? Јас, кој сум загаден, нечист, ништожен, празен, грешен, можам ли да кажам, дали може да те сакам, Боже? Семоќен што си ти. Свет, свет, свет е поздравот на серафимите, но може ли ја да кажам те сакам, Боже мој? И Спрџан вика, да, можам да кажам, зашто тој прв ме сакаше мене. Затоа постои дозвола мојата љубов да се вивне толку високо. Затворен цитат. Значи, прва карактеристика на Божјата љубов е што тој не љубеше прв. Втора карактеристика е Божјата љубов е непроменлива. Божјата љубов е непроменлива. Божјата љубов е иста како што е Он. Бог е непроменлив, е ист, Бог е ист вчера, денес и за секогаш. Бог не се менува од мината вечност до идна вечност. Божјата љубов не се намалува, ниту се променува, ниту варира. Останува константна, останува цврста, останува секогаш иста. Артур Пинк пишува, отворен цитат, Божествената љубов не е подложна на никакви променливости. Божествената љубов е силна како смрт. Многу води не може да изгасат, ниту потоци да удават. Ништо не може да не одвои од неа. Чи ништо не може да го одвои верникот од Божјата љубов. Тој во Христос е сигурен, е цврст. Божјата љубов е посилна од гревот, посилна од ѓаволот, посилна од смртта, посилна од овој грешен свет и ништо не може да промени Божјата љубов. Кулминацијата на римјаните или Монт Еверестот на римјаните е Римјаните 8 глава. И во Римјаните 8:35 ги знаеме стиховите и 38. Павле вика, кој може да не одвои од љубовта кон Христос? Дали маката, теговата, прогонот, гладот, голотијата, погибелта, мечот?
Зашто сум сигурен, Павле вика, дека ни смртта, ни животот, ни ангелите, ни демоните, ни силите, ни сегашноста, ни иднината, се што може да се замисли, не може да не одвои од Божјата љубов. Значи, таа е непроменлива. Има неверојатна мисла овде за Божјата љубов. Божјата љубов е непроменлива во тоа што Бог Таткото ги љуби верниците, тие што се покаяле и поверувале во Христос, како што го љуби својот единствен драгоцен син. Со иста љубов не љуби нас. Че таа вечна и непроменлива љубов, таа бескрајна и бесконечна љубов, кој Таткото ја има за синот, истата ни е дадена нас. Господ Исус вика во Јован 17:23, се моли на Отецот и вика, за да дознае светот дека ти си ме пратил и нив си ги возљубил, се мисли на учениците, како што мене ме возљуби. Неверојатна мисла. Како што мене ме возљуби. Како што мене ме сакаш, ме љубиш бескрајно, бесконечно, неискажливо, така нив ги возљуби. Така нив ги возљуби, како својот драг, бескрајно драг син. Затоа нема што да се плашиме. Бог Таткото не љуби целосно. Нема од што да се плашиме. И таа љубов не може да се промени. Чи да сумираме, во оваа проповед видовме 4 елементи на Божјата љубов. Кажавме дефиниција, основа, природа и карактеристики. Историјата со која почнав ја покажува Божјата љубов на лице место, на дело. Ја покажува вистинската љубов. Човекот кој се враќа да го спаси тој што го гони е Дрк Вилензон и се враќа да го спаси. И зошто се враќа? Се враќа да умре. Зашто ако биде фатен, ќе биде осуден на смрт за неговите христијански верувања и ќе биде убиен. Он се враќа и го спасува својот гонител од смрт. И ова се случи во Холандија во 1569 година. Значи имаме дело, имаме љубов која се покажува на дело. И сега ќе преминеме на примена. Ќе видиме 3 примени за овој дел од стихот, за Божјата љубов. Примени за нас. Првата примена е љубовта не може да остане статична. Вистинската љубов, агапе љубовта, Божјата љубов, која ќе го допре човек, која ќе го спаси, која ќе го трансформира, кога радикално ќе го смени, не може да остане статична. Вистинската љубов секогаш ќе се преточи на дело. Секогаш ќе се покаже на дело. Секогаш ќе се манифестира. За време на Втората светска војна, пастор бил затворен во концентрацијниот логор во Аушвиц. Кога еден затвореник избегал, нацистите избрале 10 мажи од неговиот блок, за да бидат изгладнети до смрт во подземен бункер како казна. Еден од избраните мажи почнал да вика во очај: мојата сопруга, моите деца, никогаш веќе нема да ги видам. Слушајќи го ова, пастор застанал напред и се понудил да го земе местото на човекот, велејќи: јас сум пастор, јас сакам да умрам за овој човек, стар сум, тој има жена и деца. Стражарите ја прифатиле размената. Пасторот и другиве 9 мажи биле затворени без храна и вода. Пасторот ги охрабрувал другите со молитви и химни, трпејќи агонијата со недели, се додека не останал последниот жив.
Конечно, на 14. август 1941 година стражарите губиле со смртоносна инекција за да направат место за повеќе затвореници. Агапе љубовта, вистинската љубов, не може да остане апатична. Не може да остане статична, не може да остане незаинтересирана за теговите, за проблемите, за маките на другите. Едноставно не може. Ако остане, тогаш нема љубов. Нема вистинска љубов. Августин рекол, отворен цитат, како изгледа љубовта, има раце кои им помага на другите, нозе, за да брза кај сиромашните и оние кои имаат потреба, очи, да ја види бедата и немаштијата, уши, да ги чуе воздишките и тагите на луѓето, така изгледа љубовта. Неверниот елинистички писател Луцијан, некаде 200 години после Христос, ја гледа љубовта, блискоста, пријателството, другарството помеѓу христијаните и вика вак, отворен цитат, неверојатно е да се види ревноста со кој овие луѓе на оваа религија си помагаат едни со други во своите потреби. Тие не се штедат за ништо. Нивниот прв законодавец Исус им ставил во главата дека се браќа. Затворен цитат. Го гледаме истото во 1 Јован 3, 16 и 17. Јован вика, љубовта ја познавме по она што тој го положи за нас својот живот. Затоа ние сме должни да ги полагаме своите души за браќата. Но оној кој има световно богатство и забележи дека неговиот брат има потреба од нешто и го затвори своето срце за него, како тогаш Божјата љубов ќе остане во него? Нема да остане, едноставно. Кога гледаме физички, реални потреби, мора да помогнеме. Не може да останеме апатични, ноншалантни, незаинтересирани. И најголемата потреба на човекот е духовна. Да, човекот има многу проблеми, од секаков карактер, физички, морални, економски, образовни, политички. Но најголемиот проблем за човекот е духовен. Тој е роб на гревот, роб на ѓаволот, роб на неговата грешна природа, роб на овој грешен свет и е под страшниот Божји гнев. И кога гледаме како луѓето одат, умираат и се фрлаат во пеколот, не можеме а да не евангелизираме. Највисоката форма на љубов е да го кажеш Евангелието. Зошто? Зошто тоа е најголемата потреба на човекот. Најголемата потреба на човекот е духовна, тој да го познае Христос, тој да се спаси. Најголемата форма, највисоката форма на љубов е да правиш ученици од сите народи, почнувајќи од твојот, кај што си роден. Ако станот на некој сосед, гледаш како гори, и тој внатре и не гледа, огнат почнал у собата некаде. И ти гледаш дека станот гори, нема ли да одеш да тропнеш на вратата, ургентно да му кажеш, еј, гори станот, излегувај, бегај. Или така ноншалантно ќе си поминеш низ улицата, мислејќи, тоа е негов проблем, јас сега немам време, треба да идам у теретана, ме чека другарот. Дали тоа е љубов? Дали тоа е грижа за твојот сосед? Огнот кој веќе е запален е Божјиот гнев. Веќе гори. Веќе виси над грешниците. И христијаните имаат задача, ние имаме задача дадено, заповед, да ги спасиме грешниците, да им го кажеме излезот. Еден човек во разговор со евангелизаторот Двалт Муди од Чикаго му раскажувал за едно искуство што имал, каде што живеел 5 години во Израел, на планината на
преобрежието или трансфигурацијата. И му објаснувал тамо колку бил убаво, прекрасно, какви духовни искуства имал. И Муди брзо го прашал и му рекол колку души освои за Христос минатата година. Па не знам, беше одговорот, зачуден. Дали си спасил некој, Муди упорно праша. Не знам дали сум спасил, призна човекот. Па Муди рекол, неке ме такво искуство на планински врвови, кога човек се искачи толку високо, што не може да се спушти и да ги спаси кутрите грешници, нешто не е во ред. Нешто не е во ред. Втората примена е Божјата љубов те ослободува. Божјата љубов те ослободува. Значи, како што Божјата љубов не може да остане статична, апатична, ноншалантна за тегобите и проблемите на другиот, така Божјата љубов не ослободува. Човекот во својата природа е роб на човечката љубов. Е обседнат, е обземен со човечката љубов. Копне е некој да го сака, копне е некој тоа страстно да го сака. Копне е да добие внимание, да добие потврда. Копне е да биде многу сакан од тој што го љуби. Човекот е зависен од човечката љубов. Тоа го гледаме со сите негови песни, сите негови слики, скулптури, представи. Тој е зависен, тоа го обожува, тој живее за тоа. Ова е неговиот Бог. Неговиот Бог е да добие човечка љубов. И Божјата љубов доаѓа и не ослободува од оваа идоло поклоничка зависност да бараме ненаситна човечка љубов. Не ослободува. Ако не ја добијам човечката љубов, ќе паднам во грев, ќе паднам во депресија, ќе паднам во фрустрација, ќе одам ќе направам грев, ќе паднам у неморал, ќе го навредам Бог. Томас Ватсон вика, Бог е љубоморен на две работи, на нашата љубов и на нашата доверба. Тој е љубоморен на нашата љубов, за да не го сакаме созданието повеќе од него. Затоа тој го прави горчливо. Затворен цитат. Значи, креацијата, создадението, сите луѓе се направени горчливи, за да човекот не може да најде задоволство и љубов тука, туку да најде задоволство и љубов во Бог. Тој е најважниот, тој е најголемиот, тој е најубавиот и тој не сака. И кога човекот ќе добие и ќе ја спознае вистинската љубов, Божјата љубов, тогаш вистински ќе сака. Не чекај мизерна и слаба љубов од грешници да дојде. Не чекај, не барај да дојде. Зошто кога ќе дојде, ќе се разочараш. Кога ќе дојде, ќе биде со боцки, со трње и нема да биде тоа што го очекуваш. Кога ќе дојде, биди благодарен. Но нека твоето срце не се прилепува, кога твоето срце идолопоклонски да не ја бара оваа љубов, зашто нема да те задоволи. Тоа што ќе те ослободи е Божјата љубов, тоа што ќе ти даде живот е Божјата љубов, тоа што ќе те даде, тоа што го бараш е само Божјата љубов. И како исполнет, задоволен во Христос, можеш да љубиш било кој, дури и твоите непријатели. Третата примена, и со ова ќе завршиме, е Божјата љубов победува. Божјата љубов победува. Кога човек е обземен и ја познае Божјата љубов, е победник во Христос. Во било која ситуација, во било која тегоба, во било кој проблем, во било кое разочарување, во било која мака, ти си победник во Христос. Си победник. Зошто?
кога знаеш дека Бог те сака, кога знаеш дека бескрајниот, бесконечниот, најубавиот, најславниот те сака, те љуби и го има дадено својот син за тебе, ништо друго не е важно. Ништо друго не е важно. Овој привремен, краткотраен, мизерен свет ќе помине. Не е ништо важно друго. Важно е што Бог те сака. И ти го сакаш Него. Джеймс Смит за љубовта на Бог го пишува следното и вика: ако сватам дека Бог ме сака и тоа ме сака бесконечно, вечно, тогаш можам се да направам за Него. Можем да претрпам се од Неговата рака. Божјата љубов за мене е светлина во темнина, мана во пустина, сладка песна во ноќта. Божјата љубов за мене е радост во тагата, утеха во страдањето, живот среде смрт. Божјата љубов за мене ќе ме направи среќен насекаде, задоволен со се, ќе ме издигне во најтешките околности на времето, ќе ме утеши. Оваа љубов во моите осамени часови, во сезони на болест и тага, ќе ме инспирира со храброст и со секој конфликт со непријателот. Затворен цитат. Божјата љубов е таа која не прави да сме победници и преку Божјата љубов може да победиме се. Божјата љубов треба да е нашата сила, нашата надеж, нашето спасение. Божјата љубов е таа која ќе не направи и не прави да сме победници. Ниту гревот, ниту ѓаволот, ниту смртта, ниту овој грешен свет не може да стои пред Божјата љубов. Затоа, браќи и сестри, да се охрабриме, да се радуваме, да му благодариме на Бог за оваа прекрасна Божја љубов која ни има дадена. Да се помолиме. Господе, фала ти Боже за Твојата љубов со која не спаси, со која не помилува, која ни ја даде во Христос. Таа бескрајна, бесконечна, неопислива љубов е наша во Христос. Господе, често нашите срца бараат да бидат сакани, да бидат почитувани, да бидат љубени длабоко. И тоа што го бараме, Боже, ти ни го нудиш и ни го даваш многу повеќе. Тоа што го баравме, го најдовме целосно, тотално во Тебе и во Твојата љубов. Боже, се молиме да ги отвориш нашите срца, нашите умови, да не смениш да видиме поголеми длабочини и висти на Твојата љубов. Да видиме ти на вистина колку не љубиш, колку не сакаш и ја докаже тоа љубов што го даде Твојот најдраг, најдрагоцен, највреден, тој кој е во прегратките на Отецот од љубов беше даден да биде газен и плюкан и убиен. Фала ти Боже што дојде прв да не спасиш. Фала ти Боже што не љубеше толку силно и ни покаже што значи да се љуби. Помогни ни Боже да ја покажеме таа љубов колку што можеме на другите околу нас, на нашите браќи и сестри, на тие што не те знаат. Помогни ни Боже нашиот живот да е поема на љубов. Нашиот живот да е дело на љубов. Нашиот живот да е дејство на љубов.
се предаваме, Боже, во Твоите раце и Ти направи ја промената и дај ни радост во Твојата љубов. И во Твоето име се молиме.